значи рода од дека ни доаѓа, разбираш? Од сестра ми сум ги видел, сум кај сестра ми. Она какви информации ми кажа, што јас не сум сонил, не сум знаел ништо за тие информации. Разбираш? А она века, значи она немаше време да ми кажува. Јас немак време она да ми кажува. Разбираш? Многу бе тихи, многу бе фамилија голема ние сме били. Многу јака фамилија. Сега она ми кажува Нурџиеви, значи ние фајкаме трите соја. Воведо ќе биде това, толку. Како што ми раскажуваше у колата како те води духот, фати си. Ке исклучам ова да не пречи. Значи, чеки да видиме дек сум запишал. Ми кажа некои информации што не сум ги знаел. И он, чеки викам да запишам јас. Многу историјата треба многу да се мене. Многу да се мене историјата. Ништо, таа историја што го кажува, тоа се ветер и магла не е точно тоа. Тоа се се фалсификати. Фалсификати на соседите. Таа историја не е со правата наша историја. Татко ми секој пат го говориш тоа и се плачеше на стари години оти историјата не е сменана. Не е това, не е правото нешто, не е правата историја. Уште да ни кажат дека сами сме се окупирале, сами сме се убивале. Да бе, ние се утепуваме сами. Дека ние сме сонувале, не сме. А нашите дедовци што водиле со векове војни со османлиите и со душманите што биле, тоа не окажуваат. Ајде за нашето село. Нашето село највостаничното. Нашето село било повостанично од Кукуш. Сега това идева. Сега кажи го кое е селото, како се викаш и да почнеме. Значи, јас сум Димитар Попиванов. Почнува снима ли веќе? Снима. Добро, јас сум Димитар Попиванов од коленото на Деливанци Попиванци и од Нурџиеви. Значи, нашето колено е од Нурџиеви. Имаме баба, која е наша прабаба, пред 150 години влезено мажено во фамилијата на Нурџиеви, од Деливанци. Значи, Попиванци, нашата фамилија датира од нашиот Попиван, од времето на нашиот дедо. Значи, нашиот дедо кога одимува деца и нивните деца не сакајки се ставени во Попиванци. Како е ставено? Старите, например, баба ми, кога дедо ми умира, таа после 3 години се премажува. Се премажува и го зима некој Туше Марков. И тој Туше Марков, баба ми го замолува да не му кажува од кое колено е. Немек да биде, да не сакала баба ми да дедо ми, да татко ми тргне по правецот, по патот на неговите дедоци и прадедоци, бидејќи тоа се со војни, со тепачки, биле сме, значи ние сме имаме дел од фамилијата, се биле монаси и се биле испустеници, се биле Божи духовни чеда и до ден денеска сме тие. И имало попови. Значи, една гранка оде со попови, другите одат со монаси, трети одат со бизнисмени, што ти знам таму, четврти одат учители, пети одат селјани, обработат земјата, шести сточарство и така, значи таа фамилија. И сите си ја теглет гранката на својот правец за развиток на фамилијата и одржување на фамилијата. И сега, една од тие гранки, нашата гранка, е патриотизмот, борбата за вечно ослободување на Македонија и за следбеници на Христа Бога. Значи, ние сме следбеници и Божи угодници на Христа Бога и на нашиот Татко Небесен, нашиот Свети Дух, сакан најсакан. Слава ти, Господи Исус. Значи, ние сега, од секој пат е датирало, од секој пат се говорело, ние сме македонци, што говориме од секој пат, комуницираме со Христа Бога. Ние сме со нашиот Татко Небесен, односно со Пресвет Тројство. Значи, ние го знаеме светодуховниот јазик уште од деца, од пелени уште од утробата на нашата мајка. Ама не сме знаеле што говориме. Ете, дојде време, ние сега знаеме. Нашите дедоци, прадедоци се говориле, се комуницирале со Бога. И затоа, кога сме говориле некои думи, не сме знаеле и викаме што е тоа што говориме. Дури мојот поп што е во Австралија, Веско Карамфиловски, тој си пее земете, јадете и огласува причеста. Ова е моето тело, кое се прикршува за вас и за мнозина, за простување на гревовите. А јас стојам на псалтото место и си викам Рахмар Манмана,
Унанунанка нушариляшка, ураш мармамана нишари шарка. И послуша, Димитър, шо вика говори? Викам, не знам. Викам, не знам. И той вика, каква е, Господи? И пак, пийте от нея, ова е моята кръв на новият завет, кое се прелива за вас и за множина, за прощување на гревовите. И аз однадвор се пијам, уляля лиляшка ширажма, и кмармана манка нунанушка, унка шураляш марман мана. И аз не знам шо е тоа. И до ден денеска не знам. Ама ете го сретнав мојот брат. Ова шо е, Слободан Биневски, мојот даскал, шо го викам, јас и го сакам најмногу него, и тој ми објасни. Вика, знаеш шо е тоа? Шо? Тоа е светдуховната, вика светдуховниот јазик. Јас го гледам, ајде бе, му викам, бегај таму. Јас тоа го зборувам уште од бебе, од дете маленко, и па во тоа е тоа. Значи, во твојата крв, во твоите жили, во твојата срж, од секој пат било монаштвото, од секој пат било Господ говорил во вашата крв, во вашето тело, во нашиот македонски народ. И значи ти си еден, значи твоите дедовци, Господ ти има изберно од тебе. Ни еден од мојата фамилија не ја кажува тие думи. Ни еден од мојата фамилија не се моли на таа светедуховна молитва, молитвата на Свети Дух. Мојата фамилија си говорат само, си се молат на тоа, на разбирливите молитви. Слава ти Боже, на слава ти, Царе небесен, учители Духу на вистината, кој си насекаде и се исполнуваш ризноста на блага и живот подателу, дојди и всели си во нас, и чистини од секој нечистоти и спаси ги благи душе наши. Свети Оче, свети силни, свети безсмртни помилување, свети Оче, свети крепки, свети безсмртни помилување, свети Оче, свети безсмртни помилување. Слава на Отцот, Синот и Светиот Дух, сега и секшо вечно века. Амин. Господ мил, Господ милуј. Унка руш марман мана мунанка, нуна наша шара лишари шарка, а на нах марман мана мунанка, уна нунашка шира лиляшка. Значи, сега, шо имам јас? Имам откровенија. Никој не ми верува, јас имам откровенија. Мене ми открива мојот најсакан Свети Дух. Како да оди тоа? Како имам разберено до сега? Нашиот Татко Небесен ја поштува молитвата на Свети Дух. Ама со Словото Божјо, кој? Исус Христос. Значи, Словото Божјо доаѓа до Свети Дух. Свети Дух го праќа на мојот дух го возвраќа молитвата и ја поштува на Отецот. Значи, тоа така ланчено доаѓа. Го имам тоа сватено и тоа е точно. Таа светодуховна молитва, од кога почнав, од кога ме благослови мојот духовен брат во името на Бога Слободан Биневски, мојот сакан даскал, што го викам, до тогаш почна животворно да течи таа моја молитва 24 сата во денот. Од станување до легнување до станување, 24 сата. Нон-стоп светодуховната молитва во мене. Значи, некој пат со солзи, некој пат плачам. Зошто плачам? Бидејќи не на некој му треба таа молитва, јас не знам на кој. Може би некој во Јужна Америка му треба, некој му треба во Русија, некој на. Значи, сега што се случува кај мене? Сега кај мене почнува веќе јас да работам со знаење. Например, има некои музики, јас му викам на мојот свет, на Светиот Дух, пушти ми некоја убава музика, некоја убава мелодија со молитвата во Светиот Дух. Пушти ми, и тој ми пуштува некоја мелодија, што јас врска немам која е таа, ама многу убаво звучи таа мелодија. Некој пат ми пуштува мелодија некоја од некоја песна наша народна, некој пат од некоја опера ќе ми пушта музика. И тоа е многу убаво за мене. И јас го сеќам. Например, сега, ако е некој тажно, нешто има некој во мојата фамилија или некој друга фамилија, има потреба од молитва. И јас ја добивам музиката, отвори мајко, на музиката отвори мајко. Кога јас ја добивам таа музика и почнувам да се молам на таа музика, јас знам оти нешто не е во ред. Нешто се има случено многу лошо. На некој му треба таа молитва, молитва до Свети Дух. И таа кај мене кој почна да говори, мама ми почнувам јас да, значи, како се вика, значи, почнувам да плачам. Ама не плачам да рекам што викат луѓето, нели, ама плачам, значи, душата ми плаче, срцето ми плаче. И јас знам дека нешто не е во ред, нели. Таа е значи, за да го направиме тоа дело да се овековечи со снимање на некоја, нели, што да се рекордира, да се сними,
Јас си мислев дека за 15-20 минути ќе го кажеме, не може. Воведот не може за 15-20 минути да се каже. Нашето колено, Деливанско, ние сме деливанци. Попиванци сме од делото Попиван. Значи тоа сме попиванци од 1000, после 1900 година сме попиванци. Ама Попиван, мојот Попиван се презвикува Дели Иванов. Некој дедо, пра бил Иван. А Дели, што значи зборот Дели? Јас на еден турчин му викам, абе, што значи тоа Дели? Тоа е некој турски збор и тој ме гледа. Абе, вика, оти ме питуваш, вика, што е Дели? Викаме ми, удека да знам, кажи ми што е Дели, Делија. Он вика, тие се луди биле, ненормални биле тие, бе. Јас му викам, какви ненормални? Оти викам еден човек на 50 души турци, викам ги тапал, затоа ли викам било Дели. И сега кога гледам србите што пеят, играли со Делија на Средземна Србија, това е Мише Митро Толумби врнат. Ни го зимат Делијата. Делији значи храбар човек. Делија. Борбан човек. Делија. Това значи Делији. Да. И ние Дели, нашите кога дојделе турците на Балкано, некаде до 1350-700, битката на Марица 1371, 69-71, така нешто, нели? И на таа битка на Марица кога дојделе, кога веќе победиле македонецо и почнале да одат у нашата територија македонска, кога дојделе веќе у Кукушко, два соја имало. Едните биле Делчови, другите биле Дели Иванови. Значи, нашите 700 години пред 2000 година екзистирале со презимето Дели Иванови. Ако било српско, како што викат српско е, нема да биле Дели Иванови. Ќе биле Делевичи и не знам што ќе биле некои. Значи, нема да биле Дели. Значи, нашето презиме датира со нивната храброст, со нивната честност на моите дедоци, прадедоци уште пред 700 години и со нивната верност со Христа Бога. Значи, како што имаме информација недобиено, нашите дедоци, прадедоци и баби уште од времето пред 1000 години, они се биле верни на Христа Бога и се биле замонашени во името на Бога. Ама сите не се биле замонашени во монаштво, во манастир. Во цивилното го биле верни на Христа Бога. Како било тоа? Бело монаштво. Не сум го знаел тоа. И не сум знаел што е бело монаштво. Јас го прашувам мојот духовен отец, отец Климент, бев во Зрче, што треба да направам да бидам бел монах? Јас сакам многу да бидам бел монах. И кажи ми што е бело монаштво. И тој ми вика, не можеш да го водиш тој пат. Викам, оти што е толку? Вика, белото монаштво од црното монаштво е 5 пати потешко. Викам, зошто? Бидејќи црното монаштво, водата и таа ти ја дават. Ти е на располагање. Јадење, пиење, народот ти носи. Белото монаштво ти треба сам да се бориш за храна, за прехрана. Белото монаштво треба да го шириш меѓу народот. Значи ти му си предаден на Христа Бога. И си монах во цивилно. Али си во светот. Не сум го знаел тоа. Да, во светот мора да пребиваш таму. Молим? Во светот пребиваш практично. Тоа. А овој си изолирал. Да, тој само си седи тамо во царството негово во. И него закачани овде те нервираат сите. И тоа, а ние сме меѓу народот и го шириме христијанството, Божјото слово. Ние го шириме Христовата љубов. Ние ја симнуваме царството и волјата Божја ја слегнуваме на земјата. Да. Со шо? Со добри дела, со верба. Вика, порано не знаев шо, ја кажуваме молитвата Отче наш кој се небесата, како на небото, така и на земјата. Значи, царството и волјата Божја да ја слегнува на земјата. Шо е тоа? Братот мој ми вика, даскалот, шо е тоа? Јас му викам, шо може да е тоа? И каже ми да вика, не, ти ке ми кажеш, прашај го попот. Јас одам го прашувам попот. Оче, кажи ми што е, он вика, па така да го слегнеш царството од небото. Што сака да каже думите му, викам. Па читај да, кажи ми ти, не знаеш да ми објасне. Се враќам кај даскалот, викам, даскале попот не знае, па знамоте не знае. За тоа ти кажувам. Значи, што е царството небесно да слегне? Значи, горе нема, во царството небесно љубовта царува. Нема болест. Царството небесно е прекрасно, со такви неописливи убавини. Тоа царство небесно, рајот треба на земјата да уследиш. Како се слегнува? Со добри дела, со молитви. Молитвата е најголемото оружје против секоја неправда. Молитвата ги отвара сите порти, ги уништува сите болести. Со молитвата се уништува и овој, ѓаволот, што викаме нечестивиот. Со љубовта Христова и со молитвата
го уништуваш секое најтврдо, најнеосвоиво. Тоа јас го имам сега научено. И кога им викам да се молат луѓето, тие се молят, јас одам од црквата, палям свеќа. Свеќата нема да те спасе. Свеќата ништо нема да ти направа. Ако само Господи, 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 свеќата ја запалеш и готово толку. Не. За да почнеш да живееш во христијанскиот живот, за да бидеш следбеник на Христа Бога и да бидеш Божи угодник на Боговото, Отец, Син и Свети Дух, ти мора да одеш секојдневно да чекориш и повеќе да се молиш. Што вика, не знам како ја кажува таа, се ги забравам тие зборови. Молитвата да ја слегнеш од умот во срцето. Да. Тогаш умотворната молитва. Тогаш ќе ја кажуваш молитвата нон-стоп. Ти ќе ја кажуваш. Ама ти ако не ти влезе во душата, во најдлабоката срж на твоето битие, џабе ти е тоа. Ти што сакаш прави. И мало не мало, така било, онака било и така натам. Значи, во нашето колено преовладува секој пат Господ Исус Христос. Тоа многу се радувам, бидејќи нашите дедовци и прадедовци биле тоа. Амин. Од 700-800 години па и 900 години назад се биле сите служители Божји. До денот на нашиот поп. Нашиот поп, дедо, не само што е бил верен на Христа Бога и животот го положил за него, него тој бил патриот за мајка Македонија. Сакам да објаснам што значи патриотизам и што значи верба во Христа Бога. По моје, јас, ете, што добив информација од Христа Бога, од мојот свет дух. Јас сватив дека вербата во Христа Бога и патриотизмот и љубовта кон мајка Македонија, тоа е исто. Тоа е моје мислење и јас тога. Значи, ако веруваш во Христа Бога и го положиш својот живот и вербата во мајка Македонија, тоа е исто. Патриотизмот е верување. Или верувањето е патриотизм. Јас тоа така го имам сватено. И им кажувам на некој, ти си мислиш така. Не мислам јас така. Тоа е точно. Значи, ако веруваш во твојата мајка Македонија, ја сакаш и љубиш и се бориш за таа мајка Македонија, тоа е исто како да веруваш во Бога. Веруваш. Јас верувам во мојата мајка Македонија. Верувам во Господ. Која е мајка Македонија? Тоа е најсаканата ќерка на Христа Бога, односно на Бога Отецот. Како може Нептун, Плутон, Венера, Марс, сите имат име, а мајката Земја нема име. Бре, мајката Земја која е? Мајката Земја Македонија. Кога ќе одеш на интернет и ќе напишеш која е мајка Земја на светот, и таму те вика Мада од Macedonија. Добро утро. Значи на стариот индиски, ондусо хиндуш јазик. Мајка Македонија, затоа сакат да ни избришат нас од лицето на земјата. Нема да не избришат. Зошто? Бидејќи Господ нема да даде. Јас им викам на сите попови тука на интернет им кичувам. Зошто со иконите не излезете на протести? Секој пат нашите царови и кралеви и нашите служители на Христа Бога се излевале со иконите. Хајде ќе се вратиме назад, да кажеме 2000 години. Кога го напаѓа Константинопол, го напаѓа со милионски армии, а нашите има, да кажеме, 10.000 војници и го чуват Константинопол. Царот внатре си седа, си ужива и се моли на Бога. А тие надвор целото Црно море и Егејското море со лодки, со бродови и го напаѓаат од сите страни. Тој си седа и си ужива, века, јас не знам зашто вие се плашите, века. Нас Господ не чува. И тој, слугата му вика, царе, ти свесен ли си, надвор има 1 милион народ. Тој ми вика, треба да погледнеш со духовното око. Значи, ние имаме духовни очи, верните на Христа Бога. Погледни, вика, и како да погледнам? И му вика, излезе надвор, од чатора излезе и види, вика, што се случува. И он излева надвор, гледа војска само, таа непријателската војска. Влего и му вика, царе, надвор, и он вика, погледни со духовните очи. И му вика, Господи, молим се, отвори ми очите. И тој излегува надвор и што ќе виде? Ја подига главата, го гледа Христот Бог одгоре стое со милиарди војски. И му вика, влево натре, вика, царе, вика, знаеш што? Па гледа, вика, ангели, архангели, вика, над нас, вика, што се тоа? Вика, тие ја чуват, вика, мајка Македонија.
И той влева внатре и му вика алелуя, алелуя, клече на земята, алелуя, Господи, алелуя. И той им вика, оди, кажи им на нашите попови, со иконите да ги вземат и народот да кружаме, сите да одиме, вика, около Цариград, около Константинопол, да одиме и да се молиме на Бога. 3 дена тие се молят на Бога и ја слават Мајката Божја. И ја пеат песната Достојно е Јаково истини. Таа песна ги отваря најголемите порти железни. Достојно е Јаково истину, блажи ти тја Богородицу, присно блаженую и пренепорочную, и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без исцеления Бога, слова роздусью, сосную, Богородицу тя величаем. И ја пеа таа 3 дена песна. Достојно е Јаково истину. Ја кажуват молитвата. Богородица Дево, радувај се благодатна Марија, Господ с тебе. Ја кажуват и таа молитва. Се молат 3 дена незастопно. На 4-тиот ден са бајле. Излегуваат војската и гледат, нема ни една лодка. Една лодка нема. Што се случило? Вечерта, на 3-тиот ден, фајке некоја бура. Сите лодки ги потопува. Сите бродови ги потопува. Ја уништила милионската армија арапска. Направила пустош. Градот останува здрав. Ја гледат са бајле Мајката Божја, како со целата нејна слава, свети со целиот нен омофор и поесот го обиколува целата тврдина на царството наше македонско во Цариград. Тоа е нашата тврдина, тоа е Македонија, а не е тоа Византија. Кој е Византија? Од местото Византо, тоа парчето, од целцето, тоа е Македонско царство. Мајката Божја дојде ни помогне. Господ ја пушти Мајката Божја да ни помогне. И тогаш клечат сите на колена и алелуја на Господ е Мајка Богородица. Нашиот верен македонски народ. Ние сме многу верен македонски народ. Нас само душманите од страна не раскринкуват, не раскарават помеѓу нас. И тоа е правата вистина. Што нашите дедовци, прадедовци, во Библијата го пишува, кажува во преданијата. Многу јас не одам по преданијата, одам повеќе по Библијата, ама и преданијата ги како се вика, ги верувам. Бидејќи запишуват патописци, да пишуват наши паметни луѓе, запишуват историчари и се знае за преданијата. Така патува. Како беше тајните на Крвната книга? Значи, од колено на колено, некој си ангел, живеел во времето на Септимиј Север, по тоа време го фајкат од Велес го осудуват и го носат во Египет. И тука почнува тоа дејство за пренесување на нашиот воин. Јас што викам нашиот воин, вика големиот воин Александро. Така пишува, големиот воин. Значи, Александар ковчегот му се носи во времето на Септимиј Север. Тој сонува многу пати, многу лоши сонови и му вика после, ако на 4, не знам колку пати сонува, му вика ако не ме однесеш во Македонија, душичката ќе ти ја земам. И толку се исплашува, ги викнува неговите тие мудреци што да правам, тој сон го сонува. Вика, треба да го носиш воинот во неговата родна земја. Каде? Во Македонија. И тој направува поврка една голема, со стотици, со илјадници народ, со многу биволешки коли, со многу богатство, со ковчегот на Александар го носи тука во Македонија. И вика, кога стигнавме, видовме една голема скала, огромна, сечена како со нож. Ја обиколивме, се качивме горе и во пештерата го оставивме цело богатство и сандекот и ковчегот на Александар. Како вика беше ковчегот? Вика многу интересен. Беше вика стаклено звоно како кристал и на него имаше писмо напишено.
и после кажува во книгата, во документот, внатре во ковчегот и надвор на ковчегот пишува 2000 години пред Христос и 2000 години после Христос целата историја. Тука е нашата историја. Да, е тоа кој ќе се извади. Зошто сакат да ни го уништат мајка Македонија? Нас да не поништат. Бидејќи треба да излезе гробот на Александар. Тоа ќе се бесам ако не е тоа. Треба да излезе истината. Треба цела историја да се смене. И затоа сакат нашата историја македонска грците да земат. За тие да бидат овековечени за веки векова. Па нема да биде. Господ нас начува. Зошто? Бидејќи ние сме Божи народ. Ето, од времето, например, да се вратиме сега назад, да одиме назад во времето на Дедо Ној. Кога се уништи со потоп од земјата, Дедо Ној имаше 3 сина. Ние сме од коленото на Хам. Ханенејците, хетиците, да. Господ му се јави на Хан, оти многу верен беше Хам и сите беа верни, и му вика, земи си го твоето потомство, твојот народ, и врви по мене. Кој беше тој? Зевс. Кој е Зевс? Нонстоп го кажувам кој е Зевс. Кој е Зевс? Исус Христос. Исус Христос е Зевс. Зевс, дзе. Шо е дзе? Дзе е зрак. Така? Зрак. Зрак, сонце, светлина. Значи, Исус Христос од секој пат е бил во тело. Он е створен во енергија, роден од Бога, не створен, роден од Бога Отцот, ама кој верува во него, жив ќе биде и смрт нема да вкуси до века. Значи, тој, Исус Христос, од самото формирање на земјата, од самото формирање на човеко, создавање на човеко, Исус Христос престојува во Царството Небесно. И сите го следиме него. Одиме, тоа е моето убедување и моето сваќање. И тој оди, доаѓа до Олимп и му вика, моето седиште е тука, горе на Олимп. А ти ќе ми служиш во таа земја. Која е таа земја? Земјата на старите кити. Земјата Македонија. Ето. По шо? По големата мајка Ма, по Светиот Дух Божи Македон и земјата Ија, земјата мајка Ија. Мајка Македонија. Ма, мајката Ма, Македон, Светиот Дух Божи, името Божие, и Ија, мајката земја. И целокупно, кој ќе го направиш во еден збор, Македонија. Значи, тоа е моето убедување, јас имам, зошто е моје убедување? Бидејќи имам откровение. Мене, Светиот Дух Божи, откровение ми даде. Ако се молиме на Бога, што повеќе се молиме на Бога, се повеќе откровение имаме. Не само јас, и ти имаш, и даскалот има, и сите браќа, многу браќа. Јас многу се радувам што многу браќа имаме во Македонија што комуницираат со молитвата во Свети Дух. Јас мислев дека е само јас и даскалот, и бев разочаран. Викам, зошто само ние да бидеме? А како ми се роди идејата за да сакам да бидам? Во цела историја на македонското битие, од кога е створен македонски човек, Господ Исус Христос, односно Отецот, Синот и Свети Дух, имат стварено светци. Кои се светци? Тие се Божји угодници. Што работат со името Божјо. И секој пат биле повеќе од 95% македонци се. Има и другите народи. Ама бидејќи сите излегува од нас, од ариевската бела раса, ние сме ариевска бела раса, сите излегува од нас и целиот бел македонски народ, и затоа викам дека светите луѓе се од нас. И јас му викам на Господ нонстоп, и се му викам и до ден денеска. Господи, отвори ја таа вистина да ја знае тој свет. Зошто ние да немаме светци? Некогаш имало светци. Што е работа денес да нема светци? Значи има светци. Господ ми вика, има без ли не? Како нема? Значи, кои се светците? Светци се тие што му угодуват на Христа Бога.